И оваа учебна година, иако наставата се одвива комбинирано со онлайн настава и настава со физичко присуство, учениците од нашето основно училиште Блаже Конески Прилеп се вклучија во реализација на активности за поттикнување на демократската клима во училиштето. Сите наши активности во отворениот ден за граѓанско образование имаат за цел поттикнување на чувството на одговорност помеѓу учениците за состојбите и условите во училиштето и заедницата и заекнување на ученичката иницијативност за преземање активности за позитивна промена. Нашите ученици со своите иницијативи ја покажаа својата одговорност како активни чинители на заедницата. Покажаа дека учењето не се одвива само во училници од книга и дека граѓанските компетенции на учениците се градат уште од мали носи. Во реализацијата на своите иницијативи и идеи, учениците имаа огромна поддршка од директорот на училиштето Ангелка Бараковска, стручните соработници Билјана Ефремовска и Жаклина Геговска, родителите, како и тимот на наставници Наташа Ристеска-Продановска, Лидија Котеска, Весна Арсик, Павлинче Ристеска-Темелковска, Виолета Христоска, Емилија Ристеска, Фанија Макешовска и Петар Андоновски. Учениците вредно работеа своите знаења по различни наставни предмети да ги применат и да практикуваат однесување, кој значи активно ангажирање со поддршка на возрастните во подобрување на состојбите во училиштето и заедницата. Ученичкиот парламент при основно општинско училиште Блаже Конески од Прилеп согледа дека пандемијата COVID-19 може сериозно да го наруши менталното здравје на учениците. Заедно подготвија презентација со многу совети за прифаќање на позитивната страна на животот, реалноста на желбите, можностите и пријателството. Зачувајте го менталното здравје. Ученичкиот парламент при општинското основно училиште Блаже Конески од Прилеп согледа дека пандемијата COVID-19 може сериозно да го наруши нашето ментално здравје. И затоа ние одлучивме да ви дадеме неколку совети за зачувување на менталното здравје. Градете емотивна стабилност. Не ги прикривајте своите емоции. Прикажете ги своите емоции на адекватен начин, како и другите би можеле да ве разберат. Не ги одбегнувајте своите емоции. Воспоставувајте толерантни и пријателски односи со другите луѓе. Побунете се ако некој лошо се однесува со вас. Прифаќајте ги другите луѓе такви какви што се. Исто така да се прифатиме себе си такви какви што сме. Да настојуваме нашите негативни страни, колку што можеме да ги коригираме. Да го бараме реалното и можното, а не да го бараме идеалното и неможното. Да бидеме реални во поглед на желбите. Да изградиме реална слика за себе. Толеранција на неуспеха. Да развиеме способност да понесеме привремен неуспех, а потоа да настојуваме да ги совладаме тешкотиите. Прифаќајте убавата страна од животот. Секогаш мислете на најдобриот можен исход од било која ситуација. Најдете време за рекреација и релаксација. Потребно е да најдеме некоја активност, што ќе ја работиме со задоволство и која ќе ни овозможува успех. Ви благодариме за вниманието. Ова беше се што денес сакавме да ви го пренесиме. Доколку ви се допадна, кажете. Ние пак ќе ве посоветуваме. Учениците од 7 одделение покрена ученичка иницијатива за подигнување на свеста кај децата, за внимателност при употреба на социјалните мрежи. Учениците направија онлайн истражување, споделување на видеопораки и PowerPoint презентација, во која укажаа на позитивните и негативните аспекти од употребата на социјалните мрежи, како и внимателност при нивна употреба. За отворен ден, граѓанско образование, презентација. Почитувани, на следната презентација ќе биде представена ученичка иницијатива, акција за подигнување на свеста кај децата,
за внимателност при употребата на социалните мрежи. Темата на ученичката инициатива е подигнување на свеста кај децата за внимателност при употреба на социалните мрежи. Начин на реализирање. Истражување преку квиз со помош на одговарање на кратки прашања преку Microsoft Forms. Исподелување на видео пораки и PowerPoint презентации. Цел на истражувањето. Препознавање на позитивните и негативните аспекти од употребата на социалните мрежи, како и внимателност при нивна употреба. Целна група. Во ученичката инициатива учествуваат ученици од 7 одделение од ОУ Блаже Конески, Прилеп. Наставник Фанија Макешовска. Ова ученичка инициатива беше на доброволна и незадолжителна основа. Јана Спировска изјавила: не објавувајте нешто што е со ваша информација, што ви ги има вашите години и слично, бидејќи некој може тоа да го користи и да ве најде. Простина Стојчевска: да внимавате што постирате на социјалните мрежи, бидејќи има злоупотреби и лоши коментари. Теодора Жежовска: не ставај неубави слики на интернет. Не пишувај грди коментари на постовите на други луѓе. Ива Димовска: социјалните мрежи може да бидат добри за комуницирање со пријателите, но и лоши за некои кои не знаат да ги користат. Маја Главовска: секој треба да го разликува доброто од злото, бидејќи на интернетот имаме и добри работи, но имаме и лоши. Јана Пиргановска: секогаш бидете внимателни при користењето на социјалните мрежи. Постојат многу лоши луѓе, како предатори, хакери, киднапери, кои ги бараат вашите лични податоци со помоќ на социјалните мрежи и многу други лоши или неморални луѓе. Сара Димовска: на никој не ги кажувајте своите лични податоци. Стефан Ковиловски: да бидете внимателни што споделувате на социјалните мрежи, слики, податоци и друго, и со кого комуницирате, посебно ако тоа се луѓе кои не ги познавате. Никола Павлевски: бидете внимателни. Лина Дамеска: внимавајте со кого комуницирате на социјалните мрежи и не им ги давајте вашите лични податоци на непознати лица. Максим Стојановски: да пазите со кои се допишувате и да не ни бидат во обсесија социјалните мрежи. Од истражување ни покажуваат 36% од испитаниците користат повеќе социјални мрежи, имаат повеќе профили. А 64% од испитаниците имаат само еден профил на социјалните мрежи. 73% од испитаниците ги користат социјалните мрежи за комуницирање со пријателите. 9% од испитаниците ги користат за информирање, а 18% од испитаниците ги користат за комуницирање и за информирање. 82% од испитаниците ги сметаат дека користењето на социјалните мрежи има и добри и лоши страни. 9% од испитаниците сметаат дека има добра страна, а 9% сметаат дека има лоша страна. 100% од испитаниците се консултираат со родителите при споделување на лични информации. 55% од испитаниците сметаат дека сајбер насилство представува злоупотреба на лични информации, а 45% од испитаниците сметаат дека освен злоупотреба на лични информации, под поимот сајбер насилство се подразбира и ширење, говор на одмазда и имитирање и измама. Учениците употребуваат социјални мрежи и се запознаваат со влијанието кое го имаат. Исто така, јасно ги посочуваат позитивните и негативните аспекти од нивната употреба и препорачуваат начини за нивно безбедно користење. Исто така, сакаме да прикажем видео пораки од ученичките Маја Глабовска и Христина Наумовска, преку кои даваат јасни упатства за користење на социјалните мрежи, но и зошто треба да го користиме интернетот.
Потоа ќе биде прикажана презентацијата од ученикот Владимир Гелевски во однос на социјалните мрежи и нивна употреба. Во ова истражување учествуваат ученици од 7 одделение од ОУ Блаже Конески од Прилеп, под менторство на наставникот Фанија Макешевска. Истражувањето беше презентирано од Маја Голабовска од 7-5 одделение. Ви благодарам на вниманието. Интернетот е медиум кој го користиме за да научиме многу нешта. Нештата може да бидат лоши, но може да бидат и добри. Секој треба да го разликува доброто од лошото. Користи го интернетот. Тоа е огледало на светот. Здраво, јас сум Христина и сакам да ви насочам на препорака кон сите. Лично јас користам социјални мрежи. Сакам да дадам препорака, не дека не треба да објавуваме воопшто слики на социјалните мрежи, но треба да имаме одредена граница докаде треба да тераме со тоа. Бидејќи во нашата земја има такви луѓе што можат тоа да го злоупотребат на некој начин, да го споделуваат тие да го препраќаат на своји роднини, пријатели и така натаму. Социјалните мрежи да ги користиме со одредена граница, така што не треба на секој да тегруваме локација, каде сме, со кого сме, што правиме, или пак да зборуваме со непознати личности, но треба да се консултираме со своите родители, бидејќи тие знаат што е најдобро за нас и за нашето здравје. Треба да му ги даваме своите телефони да видат што сме правили преку текот на денот со нив. Не го скратувајте социјалниот живот, но користете го со одредена граница, така што учете од него и научете нешто ново. Со почит од Христина Номуска. Учениците од паралелката 8-5 подготвија презентација за наше добро училиште од нашите соништа, во кој ги представија своите индивидуални препораки за подобрување на училишната средина и еко пораки за заедница и чиста животна средина. За наше добро училиште од нашите соништа. Да се зголемат одморите со цел подобрување и истражувања да ги правиме на училиште, да не се собираме по домови. Ризикуваме да заборавиме што всушност беше природата кога се обидуваме да измериме со човечки мери. Со цел да се поттикне ликовната креативност, секоја седмица да се прават изложби на цртежите и првите 3 да бидат прикачувани во ходникот. Засади дрво, засади си ја иднината. Инвентарот да се замени и да се слушаат наставниците како сакаат да бидат опремени нивните кабинети. Околината е местото каде што сите се среќаваме, каде сите имаме заеднички интерес, тоа е единственото нешто што сите го споделуваме. Во соблекувалната по физичко образование да се стават шкафчиња за обувки. Кога ќе потегнеме нешто од природата, откриваме дека тоа е прикачено за целиот останат свет. Збогатувањето на наставата со проекти и практични работи, збогатување на училишната библиотека со книги и енциклопедии, грижа и одржување на училишниот инвентарот во училиштето, вземно помагање на сите ученици во наставата. Бидин користи Recycle Bin. Подобрување на условите во салата по физичко образование и замена на опремата по физичко образование. Само помисли на незагадена пролет и тогаш ќе свати што е екологија. Да се направи кантина во која сите ученици ќе можат да јадат и нова пекара која ќе биде проверена во производството. Никој нема право да ја уништува природата, но затоа сите имаме обврска да ја почитуваме природата. Да се направи училишна читална, во која ќе можат да учат учениците кои немаат услови за тоа да го направат добро. Учениците во провалена група кои треба да направат проекти. Со самото загадување на природата се искратуваме животот за неколку години, бидејќи нашето тело не е способно да препроизведе
двор. За да бидеме здрави и за да дишаме воздух чист, секој од нас треба да биде добар и вреден екологист. Поради често заборавањето на прибор по ликовно образование и други работи, да се направат шкафчиња во одделенските училници со клуч, каде ќе можеме да ги оставаме некои работи. Нашата земја е една и треба да ја чуваме. Поради проблемот со уличните куќиња, подобро би било доколку дворот би се заградил поубаво и уличните куќиња да се бркаат. Кажете не на непотребниот отпад. Нови тоалети подобро опремени. Чиста средина е еднаква на здрав живот. Подобрување на условите во училиштето е поголема хигиена која што влијае врз нашето здравје. Засади цвет за поубав свет. Ви благодариме на вниманието. До почет 8.5. Учениците од паралелката 8.2 изработија презентација на тема "Сите сме еднакви", во која уште еднаш потсетија на борбата против дискриминација, потребата да им се помогне на децата со посебни потреби. Посебно внимание посветија на правото на секое дете да го изрази своето мислење за сите прашања кои се во врска со неговиот живот, да покренува иницијативи и со помош на возрастните да учествува во донесувањето одлуки што се битни за неговиот раст и развој. Сите сме еднакви. 8.2 Основно општинско училиште Блаже Коневски Прилеп. Сите сме деца, сите сме еднакви. Во услови кога се помалку се дружиме и кога не сме присутни во училиштето, во паралелката организиравме разговор за нашите права. Сите деца сме еднакви и треба да имаме еднакви можности. Преку оваа презентација сакаме уште еднаш да потсетиме на нашите права, кои како пораки сакаме да ги спратиме до возрастните. На децата им треба грижа. Сите деца треба да имаат исти права, сите деца треба да растат во услови кои им овозможуваат раст и развој. Државата има задачата да го заштити детето од злоупотреба од неговите родители или други лица. Секој дете исто така има право да научи како секој вид на злоупотреба може да биде спречен и третиран. На децата им треба поддршка. Да се забрани дискриминација и тортура помеѓу учениците. Треба да им помогнеме на децата со посебни потреби, да ги повикаме да се дружиме заедно, да научиме нешто ново заедно и да им помогнеме во животот. На децата им треба другарство. Со спречувањето на булингот во училиштето доведува до подобри услови за учење. Секоја форма на насилство треба да се пријави кај наставниците, психологот, директорот и да им помогнат на децата да се справат со тоа. Мислењето на децата треба да се слушне. Ученикот има право да ја посетува наставата и да учествува во воспитно-образовната работа која што ја организира основното училиште. И мислењето на детето треба подеднакво да се почитува како и возрастниот. На сите деца им треба подеднакво внимание. Ниту едно дете не смее да биде дискриминирано поради бојата на кожата, полот, јазикот, религијата, мислењето, потеклото, богатството, инвалидноста или припадноста на етничката група. Поголемо внимание треба да им дадеме на децата без родители. Сите деца треба да учествуваме во различни активности и проекти. Секој дете има право да го изрази неговото мислење за сите прашања кои се во врска со неговиот живот. Децата треба да покренуваат иницијативи и со помош на возрастните да учествуваат во донесувањето одлуки што се важни за нив. Оваа презентација е порака до возрастните дека треба да се слушне гласот на децата, да се прифатат и нивните предлози. Учениците од паралелката 9.5 својата иницијатива за чист и уреден училишен двор ја представија преку презентација во која ја споделија својата желба веднаш по престанувањето на пандемијата да организираат екоучилишен ден за уредување на училишната средина. Чист и уреден училишен двор. Кој сака
сака во своето училиште да има уреден двор. Исто така и ние сакаме во нашето училиште да има чист и уреден училишен двор, со многу зеленило, цветиња, клупи, канти, каде што ќе го фрламе отпадот и дрвија кои ќе му држат децата. Училишниот двор треба да биде уреден и чист. Зошто е ова толку важно? Секојдневно сите деца кои учат во тоа училиште минуваат низ него и повеќето од слободното време го поминуваат во училишниот двор. За да го направиме дворот почист, треба да спроведеме некои акции. Една од тие акции е денот на дрвото. Секоја година ние учениците би требало да садиме мали дрвца за прочистување на воздухот. Имаме и многу други акции за подобрување на животната средина. Околу нашето училиште нема многу земја каде да засадиме дрвца, но сепак ние се грижиме нашиот двор да биде убаво уреден, како и да биде чист. Се надеваме дека и другите училишта, како и другите институции, се грижат нивните дворови да бидат уредни и чисти. Ако никогаш не сте помислиле на ова, сега се надевам дека ќе го примените ова. Не заборавајте подобра животна средина, подобар живот. Ден на дрвото. Засади својата идеја. За да се држи во училишниот двор чист, ние учениците мора да почитуваме правила. Отпадоците да ги фрламе во корпа за отпадоци. Да посадиме дрва и цветиња. Да поставиме повеќе корпи за отпадоци. Требата да не ја газиме. Екокодекс. Екокодекс е вид на правилник и представува заеднички став на сите ученици во програмата. Со него на јасен и сликовит начин се покажува посветеноста на училиштето за подобрување на условите во кои се учи и работи. Екокодексот е листа со едноставни правила, слики со јасни пораки кои ќе се придржуваат учениците, наставниците и сите вработени во училиштето. Екокодексот е истакната на видно место во училиштето. Примероците од екокодексот се истакнати во сите училници и канцеларии, кои ќе се пополнуваат со актуелни информации на годишно ниво. Еколошки пораки. Чувај планетата Земја, таа ќе ти врати. Засади дрво, засади цвет за поубав свет. Штеди вода и тоа е во мода. Водата се штеди затоа што многу вреди. Капка вода, капка живот. Чист воздух, здрав живот. Секоја капка се брои. Спаси ја планетата, таа е во твои раце. Во природа одам често, зашто здравието ми е на прво место. Природата е богатство што треба да се чува. Не ја загадувај природата, таа е нашата иднина. Засади дрво, засади ја својата иднина. Ви благодариме на вниманието. Учениците кои посетуваат додатна настава по граѓанско образование ги искористија своите стекнати знаења за дебатата како начин на критичко мислење и изразување на своите ставови, покрена иницијатива за онлайн дебат. Двата тима на ученици ги споделија своите различни ставови за тоа дали е подобра наставата со физичко присуство или онлайн наставата. Како резултат на своите истражувања, но и сопственото искуство, учениците констатираа дека и двата начини имаат свои предности и свои негативни страни. Заеднички заклучок е дека учењето е патоказ за еднината. Без знаење нема можност за обезбедување добар живот и порача дека ако се сака, може да се постигне успех и со двата начини на учење.
онлайн наставата и наставата со физичко присуство имаат своји недостатоци и предности. Јас сепак ја поддржувам повеќе онлайн наставата, а еве и зошто. На онлайн наставата ние технички се образуваме и учиме како да ја користиме денешната технологија од позитивен аспект. По некои предмети имаме повеќе пристап до различни помагала, како на пример интернет пребарувачите, програмите за презентации и документи и така натаму. Исто така имаме и поголема организираност бидејќи сме дома. А кога надвор има минусни температури, ние не сме должни да одиме до училиште. Преку овој вид настава исто така веднаш можеме да истражиме нешто на интернет, да прегледаме некој видео и слично. Наставниците преку дигитални табли и презентации со слики ни предаваат лекции. Онлайн наставата нуди многу можности како и подобрување на нашите знаења во различни области. Во време кога во цел свет владее коронавирусот и се препорачува да седиме дома, нешто што ако некој ни кажеше дека ќе се случи, немаше да му веруваме. Но сепак од една страна го сакавме е онлайн наставата или учењето од дома. За мене таа опција е многу подобра, бидејќи според мене имаме повеќе слобода работејќи од дома и повеќе време да ги завршиме задачите. Современата технологија ни овозможува сите информации што ни требаат да се пред нас и достапни секогаш. Наставниците знаат да бидат толерантни и кога се свесни дека не е како што кажуваме. А и кога учиме од дома, нема потреба да мислиме што ќе облечеме кога времето е многу ладно. Како во многу земји, така и кај нас, борбата против COVID-19 ги затвори училиштата и учењето се одвива онлайн. Обемот на материјалот, онлайн оценувањето и немањето на соодветни инструкции за одените задачи се само дел од проблемите со кои ние се соочуваме за време на оваа пандемија. Министерството за образование и наука во соработка со УНИЦЕФ и други партнери креираа онлайн платформа за учење наречена Eduino, на која ученици од предшколско и основно образование може да го продолжат своето образование преку видеолекции, различни материјали и игри. Дополнително на националната телевизија се емитува и образовна програма наречена ТВ Училница. Основните и средните училишта започнаа исто така. Онлайн настава преку различни дигитални платформи. Ова се добри влогови, но дали сите ученици ги имаат потребните средства за да следат онлайн часови и што всушност би можеле да кажеме за квалитетот на образованието во вакви услови. Голем дел од секојдневниот живот е обоен од коронавирусот. Виртуелното учење е норма на многу училишта, многу во наставни програми исчезнаа, а социјалните животи учениците застанаа. Скоро сите ученици низ светот се образуваат онлайн. Сепак, има училишта што се посетуваат. Предности на учењето со одење на училиште се: учениците имаат интеракција со наставници и пријатели, со тоа научуваат повеќе и не се чувствуваат изолирани. Заштитен им е видот, со тоа што не се гледа цело време во екранот. За време на часовите се повеќе фокусирани на лекцијата и немаат можност од расеаност од социјалните медиуми. На учениците не им се потребни посебни средства за учење, како што се телефоните или интернетот. Знаењето ќе биде подобро затврдено и оценките ќе бидат реални. Учениците имаат можности за учество во повеќе активности, клубови, надпревари. Образованието е нешто што не смее да се запостави, па и во овој период на пандемија образованието се продолжи на начин што некој е полесен, а некој е потежок. Се што среќаваме ново во животот има предности и недостатоци. Па според мене покрај предностите на онлайн наставата мислам дека има и премногу недостатоци врз созревањето на децата во социјалниот свет и нивната дружба и запознавање на различни карактери кои што сметам дека многу ќе му влијаат врз едното друштво и градење на карактер. Со онлайн наставата сметам дека голем дел од децата се дружат со својот лаптоп, мобилен телефон, таблет и слично. Нешто што сметам дека е најважно за еден човек е да има пријатели и личности покрај него.
Но во денешно време ситуацијата со вирусот му го скратува тоа на децата. Но едно нешто што сега е најважно е тоа дека вирусот треба што побрзо да заврши да се вратиме во школските клупи, со смеја, радост, детски расправи, смешки и слично. Според моите мислења, јас мислам дека онлайн наставата, иако си има своји позитивни страни, како се друго што постои, има и своји негативни страни. Прво, голем дел од наставниците и учениците не знаат како да ги управуваат електронските уреди. И не само што тоа ствара невалидна комуникација помеѓу ученик и наставник, е прва основната причина за одење на училиште низ прозорот. Така што ученикот ако ништо не разбере од наставата, нема ништо да научи. Многу голем дел од учениците и наставниците се зафатени со обврски, дали се тоа фамилиарни или дополнителни обврски околу училиштето. Поради тоа, наставата со физичко присуство е еден од единствените моменти каде што учениците можат да се видат со нивните другари, а наставниците со нивните колеги. Поради тоа, ако ги затвориме дополнително помеѓу 4 цида, има шанса да се зголеми депресијата помеѓу наставниците и учениците. Со овие аргументи, јас мислам дека треба да се проложи со физичко присуство после пандемијата на COVID-19. Учениците од паралелката 9-3 подготвија видеопораки, во кои говорат дека демократијата ја разбираат како поврзаност на правата и одговорностите, улогата и взаемната поврзаност на сите чинители, во градењето и подобрувањето на демократската клима во училиштето и во заедницата. Училишна демократија. Демократија поим широк не е подмет ниту прирок, туку власт на народот наш. И училишна демократија, верувајте, има. Сите да се запрашаме за правата своји и да не ги делиме на мој или твој. На училиште врева избор, дебата, секој свое мислење да каже, да не мора никој никого да лаже. Демократија, лекција лесна, проследете го видеото и се ќе ви биде јасно како песна. Демократија представува облик на општествено уредување каде што државната власт произлегува од луѓето. Зборот демократија води потекло од старогрчките зборови демос, што значи народ, и кратос, што значи власт. Кога сме кај демократијата, сите ние сакаме нашите права да бидат почитувани, но со секое право си доаѓа и своја обврска. Например, ние учениците имаме право на образование и се школуваме, но наша обврска е вредно да учиме и да си ги извршуваме нашите училишни обврски. Во едно демократско училиште, најважна е соработката и комуникацијата помеѓу наставниците и учениците, да нема предрасуди, дискриминација кон никого. Но дали ние учиме во демократско училиште? Дали наставниците и учениците имаат добра соработка? Дали твоите соученици ги третираш како другари, без разлика на се? Уште од почетокот на учебната година, ученичкиот парламент, ученичкиот правобранител заедно со нивните координатори, психологот, педагогот и директорот внимателно ги следеа актуелните случувања и секогаш сакаа да го слушнат мислењето на учениците и родителите. Затоа реализираа анонимни анкети за онлайн наставата со учениците и со родителите. Резултатите од анализата на анкетите ќе ви ги презентира представник на ученичкиот парламент. Јас ќе ви презентирам презентација на која се анализирани резултатите од анкета за онлайн настава спроведена во периодот ноември-декември 2020 година од страна на ученичкиот парламент.
Првичната идеја беше да се слушне мислењето на децата во однос на онлайн наставата, бидејќи пандемијата најсилно не погоди нас децата, сушто не го срати социализирањето и наставата започна на сосем различен начин, за нас досега непознат. Родителите секојдневно се соочуваат со проблемите на децата поврзани со онлайн наставата и го следат нивниот континуитет при совладување на наставните содржини. Почетокот на ноември анкетата почна да се припрема. Се одбираа најсоодветни прашања, се одбираше соодветен датум за доставување на анкетата до учениците и родителите, соодветна апликација на која родителите и учениците би можеле да ја потполнат анкетата анонимно. Анкетите беа потполнети од страна на голем број на родители и ученици, при што имаме навистина репрезентативни резултати. Вклучени беа ученичкиот парламент кој е составен на 20 ученици, ученичкиот правобранител и координаторите на ученичкиот парламент, односно психологот, педагогот и директорот. Најпрво ќе започнеме со анализирање на анкетата за родители. Таа беше анкета составена од 5 прашања, измислени од страна на учениците со помош од координаторите на ученичкиот парламент. Цел ученички парламент би се согласи дека најдобро време за потполнување на таа анкета од страна на родителите би било додека траат наставничко-родителските среди. Резултатите се задоволителни, но сепак поради технички проблеми мал дел од родителите се неизјаснати. Анкетата беше потполнувана на целосно анонимен начин. Првото прашање гласи: дали мислите дека испрашувањето е правилно? Во однос на ова прашање имаме поделени мислења, односно 66% од изјаснувањата се со позитивен одговор, односно опцијата да, додека 33% од изјаснатите родители се одлучиле за негативната опција, односно не. Ова е сосем нормално, бидејќи сите имаме различно мислење. Во второто прашање сакавме да разбереме како учениците се справуваат со материјалот за учење и домашните работи и активности. 90% се изјасниле со позитивен одговор, односно да, додека само 10% се изјаснале со негативен одговор не. Од тука можеме да заклучиме дека родителите ги следат своите деца и разбираат дека се спремни да се справат со домашните работи и материјалот за учење. Тие 10% од родителите кои се изјасниле со негативен одговор се родители на деца кои онлайн наставата започнаа потешко, со лош електронски уред или лоша интернет поддршка од различни причини. Со третото прашање сакавме да знаеме каква е ситуацијата со најзагрозениот предмет од онлайн наставата, односно физичко и здравствено образование. Го напомнав како најзагрозен предмет, бидејќи спортувањето и вежбањето од коронавирусот ги избриша нашите животи, поради забраната за излегување од дома. Прашањето гласи: дали вашите деца имаат доволно реквизити и простор за часовите по физичко образование? За жал, негативниот одговор превладува со 4% од изјаснувањето, односно има вкупно 52%, додека позитивниот одговор има само 48% од изјаснувањето. Поголем дел од родителите немаат потребни реквизити и простор за нивните деца да ги исполнуваат вежбите по физичко и здравствено образование. Последниот период тоа ќе биде земено како приоритетен проблем за решавање. Четвртото прашање беше најголема дилема на наставниците претходниот период. Дали да бараат своевремено вклучување на камери или не. Прашањето гласеше: дали мислите дека треба да се користат камери за време на онлайн наставата? Со ова прашање, иако сакавме да разрешиме најголемата дилема на наставниците, сепак не беше потполно успешна. Тесна е границата помеѓу двата одговори, но сепак опцијата да превладува со 4%, односно вкупно 52% припаѓаат на опцијата да, додека опцијата не има само 48% од изјаснувањето. Некои родители сепак ги немаат потребните услови за децата да имаат постојано вклучена камера или пак немаат парични средства да му обезбедат камера на своите деца. На ова прашање одговорот и претходно го знаевме, но вредеше да биде дел од анкетата. Дали мислите дека на учениците им е полесно со онлайн наставата? Дали полесно се изучува материјалот? Имаше понудено две опции, односно позитивен одговор да и негативен одговор не. За жал, опцијата не зафаќа 90% од одговорите, додека опцијата да има само 10% од одговорите. Пандемијата се појави наеднаш и никој не успеавме да сватиме зошто вака одеднаш се смени. Животот се свртеа во правец од 180 степени,
и затоа на ова прашање одговорите ги сметаме за најискрени. Кога ќе земеме во предвид дека во текот на образованието, тимската работа и дружбата се еден од најбитните фактори за успешно завршување на основното образование и дека оваа ситуација се појави изненадно и испадно тешко посебно за нив да потполно ги разбираме. Оваа анкета беше изработена 99% од страна на учениците, со мала помош од координаторите на ученичкиот парламент. Затоа што учениците знаеа најдобро кои прашања ќе бидат соодветно се постават на своите соученици. На наше задоволство, 99% од учениците ја имаат потполнета оваа анкета, секако на анонимен начин. Најдобриот период за доставување на анкетата беше во време трајањето на деленските часови, со цел да ја потполнат поголем број на ученици. Се состои од 7 прашања, од кои 3 се со опционален одговор, додека 4 се со поширок одговор. Ајде да ги погледнеме резултатите. Првото прашање е со опционален одговор, поточно со 5 опции. Опција 1, опција 2, опција 3, опција 4 и опција 5. Прашањето гласеше: колку би оцениле уменоставата? Или според ваше мислење, која оценка се совпаѓа со вашето мислење за уменоставата? Опцијата 1 и 2 имаат по 9% од изјаснувањата, опцијата 3 со 32% од изјаснувањата, опцијата 4 води со 37% од изјаснувањата, додека опцијата 5 зафаќа само 13% од изјаснувањата. Нас ни представува задоволство што оценките 1 и 2 се намалени на минимум. Со оглед на ситуацијата 3 е задоволителна оценка, но сепак жал ми е што зафаќа толку голем процент на изјаснување. 4 преовладува што не представува задоволство, бидејќи измеѓу 5 и 4 границата е тенка, но нискиот процент на 5 не разочарува. До сега целовремено наставниците ги оценуваат учениците, затоа сега учениците ги оценуваат нив. Мислам дека беа малку построги, но наставниците ветуваат дека ќе дадат се од себе да го поправат мислењето на учениците и процентот на 5 да се зголеми. Второто прашање, воено и прво прашање со поширок одговор, од приближно 500 одговори моравме да издвоиме и да направиме само една реченица. Кога станува збор за ова прашање, тоа не беше воопшто тешко, бидејќи сите одговори беа слични. Прашањето гласи: што ви се допаѓа, а што не во уменоставата? Позитивната страна на одговорите беше усогласена дека убаво е кога наставниците ги објаснуваат лекциите, има голема интеракција проследена со добри примери и вежби. Додека пак негативната страна на одговорите беше насочена кон тоа дека некои наставници лекциите ги предаваат пребрзо и дека многу наставници не се разбираат кога ќе дојде до некој технички проблем. Ова е едно од прашањата со најискрени одговори, бидејќи сите одговори се слични, а и членовите на училишниот парламент се согласуваат со тоа. Стигнавме до најважното прашање до оваа анкета. Секое нешто кое постои на оваа планета има и негативна и позитивна страна. Така и уменоставата. Само во ова прашање позитивната страна ја именувавме како придобивка од уменоставата. Прашањето гласеше: како ќе ги искористите придобивките од уменоставата? 500 различни мислења, 500 различни коментари. Во прилог, најважните работи кои мислевме дека треба да се стават. Позитивната страна се изјасни дека седењето пред електронски уред помага да се усовршат своите вештини, кога станува збор за изработување на презентации, пишување документи и слично. Негативните одговори до оваа анкета беа насочени кон пречката за социализација и дека седењето пред електронски уред му наштетува на здравјето. Ова прашање ни овозможува поединечно согледување на секој ученик што му пречи, а што не во уменоставата. Иако одговорот претходно се знаеше, вредеше ова прашање да биде дел од оваа анкета. Оваа ситуација со коронавирусот најтешко ги погоди децата и младите. Нивната социализација најнаш престане. Па затоа одлучивме да поставиме вакво прашање. Децата следат наставата од еден поинаков агол, сами, затворени во просторија. Нема место за шала, брканица и слично. Прашањето гласи: како уменоставата влијае врз вашата меѓусебна соработка? Како таа влијае врз дружбата со вашите соученици? Некои се изјаснија дека меѓусебната соработка е дигната на ново ниво, бидејќи сите имаат разбирање во однос на оваа ново настаната ситуација, додека пак негативната страна е насочена кон тоа дека
онлайн наставата ги асоциализира, но за тоа е виновна оваа новонастаната ситуација, која не раздели дури од своите најблиски. Дружбата е најголемиот фактор за безгрижно и среќно детство, но тоа е. Оваа новонастаната ситуација не создаде нов нормален начин на живот, кој секако никој не сакаме да се повтори. Веруваме дека следните години сите ученици ќе се расположени за поголема дружба и ќе се вратат во училишните клупи. Како што напомнав кај претходното прашање, учениците почнаа да следат наставата од сосем друг агол, дома сами затворени пред електронски уред и комуникацијата со наставниците секако дека ќе биде намалена на минимум. Сите ученици се изјаснија дека наставниците најмногу се трудат да бидат блиски со учениците, затоа што ги даваат своите приватни профили на социјалните мрежи со цел да му се постави прашање, се цело време достапни за разговор и да помогнат учениците колку би можеле најмногу. Најбитното од одговорите на ова прашање гласи: многу наставници немаат разбирање кога станува збор за интернетот. Тоа е единствена пречка. Исто така, некои наставници практикуваат оценките за наредата да ги пишуваат сами, без комуникација со учениците. Сепак на некои ученици тоа не им е навикнато, тоа не им е познато и не се навикнати на таков начин на пишување оценки, но тоа е. На сите оваа ситуација ми се појави брзо и поминавме голем дел додека се навикнавме на сето тоа. И секако дека добар дел од наставниците не се подготвени, така што тоа му е како еден неоправдан. Шестото прашање е со опционален одговор, односно има опција лесно и има опција наидувам на потешкоти. Оваа година започнавме со наставата да комуницираме со наставниците преку платформа која е наречена Teams и затоа наставниците за да обучат таа платформа и за да не обучат нас учениците како да ја користиме, посетуваме многу обуки. Тоа и многу тешко му беше да ни ги пренесат сите тие знаења нас. Затоа на ова прашање позитивниот одговор, односно лесно е, преовладува со 80%, додека наидувам на потешкоти е намалено на минимум, односно 20%. Наставниците за ова вистина се трудеа да го пренесат до учениците на најлесен можен начин, затоа резултатот на позитивен одговор преовладува. Седмото прашање е последно прашање и е со опционален одговор. Прашањето гласи: дали онлайн наставата се одржува како што вие замислувате? Дали вашите претпоставки беа точни или сте разочарани? Кога затоа што еден месец скокнавме од нашата наставна година, ние сите имавме време да размислуваме како ќе се одвива таа онлайн настава и какви ќе бидат нашите планови со цел на таа учебна година. Некои ученици имале поголеми очекувања и одбрале опцијата разочарана сум. Нас не представува големо задоволство затоа што таа опција намалена на минимум, односно само 28% од изјаснувањата, додека 72% се за позитивниот одговор, односно дека наставата се одржува супер. Кај учениците кои се разочарани од наставата, имаме фидбек дека тоа било затоа што очекувале да биде поорганизирано и наставниците да бидат поспремни, материјалот на вистина да биде намален и слично. Додека пак учениците за кои онлайн наставата се одвива супер, ни дадоа фидбек дека имаат разбирање за целата ситуација и дека ова е максимумот од тоа што може да се направи. Ви благодарам на вниманието. Со почит ученички парламент при Општинско основно училиште Блаже Коневски, Прилеп. Учениците од паралелката 7.1 изработија интересно кратко видео во кое секој на свој начин, согласно своите можности, се обиде да ги представи детските права и одговорности преку анимација, цртеж, песна, фотографија.
младите ученици од паралелката 3-3, кои наставата ја посетуваат со физичко присуство, покренаа иницијатива да ги потсетат сите ученици за поврзаноста на правата и одговорностите. Нивните пораки во креативното видео ќе останат како потсетник за сегашните и идните генерации. Одговорности на децата. Право, збор, составен од 5 букви, но збор со големо значење. Имам право, нешто може да направам, треба да добијам, останатите треба да прават се за мене. Ние, децата, имаме право на права! Правата на децата се договорени во Организацијата на Обединетите нации. Тие се запишани во Конвенцијата за правата на децата. Што е тоа Конвенција за правата на децата? Тоа е меѓународен документ со кој се штитат правата на децата. Голем збор, конвенција. Збор што значи договор, согласно што е постигната во сите земји од целиот свет. Во Конвенцијата се напишани сите права што треба да ги имаат децата. Сите деца во светот, големи и мали, без разлика на расата, бојата на кожата, полот, јазикот и верата, имаат исти права. Но имаме и должности, задачи кои треба да се извршат. Нашите должности произлегуваат од правата што ги имаме. Како растеме, така добиваме нови права, а со тоа и нови должности. Имаме право на образование, но наша должност е редовно да одиме на училиште, да даваме се од себе. Да ги извршуваме нашите училишни обврски. Да пишуваме домашни задачи. Да учиме, да создаваме, да твориме, да читаме. Ова е нашето волшебно ковчеже. Во него се собрани нашите желби за читање на омилени книги. Многу е важно тоа што овие желби единствено можат да се прочитаат со овие волшебни очила. Број што е составен од 2 стотки, 70 и 6 единици. Тоа е бројот 276. Плюс 25 еднакво на 40. Дрвени бои.
се почитуваме, да ги почитуваме разликите. Ова е Брајлова азбука за деца што имаат проблем со видот. Читанка, напишана на интересен начин. Никого да не смејуваме и обезреднуваме. Сите сме исти, заедно сме успешни. Имаме право да го кажеме своето мислење. Но и должност да го почитуваме туѓото мислење. Имаме право на заштита и помош од злоупотреба и искористување. Но и должност да бидеме информирани, секогаш да ги штитиме своите права и правата на нашите другарчиња. Имаме право на слободно време. Имаме право на игра. Но и должност да ги почитуваме правилата на играта. Ајде да играме, ајде да се радуваме. Прифатиме пораз, но и да се радуваме на победи. Во игрите се несуваме свет, плин. Имаме право на живот во чиста и здрава животна околина. Но имаме и должност да се грижиме за нашата околина. Ние сме екопатрола. Ние се грижиме за хигиената во нашето училиште. Во училишниот двор. Сите отпадоци да ги фрламе во корпа за отпадоци. Отпадот да го селектираме за да го рециклираме. Зошто рециклираме? Заштедуваме простор во депониите. Заштедуваме енергија и пари. Не ја загадуваме околината, ја штедиме природата. Ги истакнавме правата, но и нашите должности, кои произлегуваат од правата што ги имаме, а придонесуваат се демократската клима во училиштето. Само вака ако се однесуваме, може да придонесеме за подобрување на животот во заедницата. И тогаш ќе бидеме подготвени да станеме примерни, одговорни, совесни, доследни, идни граѓани на нашата държава. Ви благодариме на вниманието со кое го следевте вклучувањето на целото наше училиште во промоција на граѓанските вредности и практикување на демократското однесување. Добро.